Здраво! Денес, кога сме бомбардирани со разни информации содржани од сите видови медиуми, многу е важно да знаеме да ја препознаеме вистината, или ако сакате може и обратно, да ги препознаеме лагите, манипулациите и полувистините кои намерно или од незнаење ни се сервираат секојдневно. А кога сме кај обратното, го имаме нашиот експерт-манипулатор, доктор Драган. Благодарам, колега. Јас, како експерт-манипулатор, можам да ви дадам совет како да ја зезнете публиката и никако да не ве фатат. Прво, гледајте да има што помалку факти, затоа што фактите се проверлива работа и може да ве фатат. Второ, никако не го наведувајте изворот, затоа што ќе се најде некоја будала и ќе го провери изворот и ќе ве фати. Трето, одберете страна и држете до таа страна. Ако сте човек со став, пробајте да го наметнете и на другите. Четврто, ко воденичарот со водата, така и со вистината. Запомти, нема вистина која не може да се изврати. Да, со мала напомена, се што зборува Драган како совет за манипулирање, можете да го искористите и обратно, како одбрана од манипулирање. Значи, проверувајте ги фактите, изворите, проверете дали има и друга страна. Секогаш имајте резерва и критички став кон вистините што ви ги соопштуваат како апсолутни. Чекај, извини ме, прекина. Има уште. Повели. Пето, коментирање. Каков и да е текстот, секогаш можеш да уфрлиш некој свој коментар, макар и суптилно. Шесто, ако правиш плагијат, гледај да не те фатат. Шибај, копи-пейст и трај си. Седмо, наслов ти е најдобра алатка да зезнеш публика. Запомти, поголемиот дел од публиката чита само наслов. Осмо, фотка или видео се исто топ работа. Гледај да ти се уклапаат со насловот или со тезата што ја пласираш и топ си. Девето, украси го текстот со епитети. Ако некој те нервира, можеш слободно да го наречеш шалабајзер, дилајла, простак, глупак, смотан, несоодветен, недоветен. И така можеш да го украсиш со некој други епитетчи. Десето. Добро, Драган. За сега доволни се и овие 9. Мислам дека ви е јасно што треба да направите. Само обратното од нашиот Драган и топ сте. Да ги препознаеме манипулациите во медиумите, да реагираме. Ме заболеа раце од набројување. А вие мислевте лесно експерт да се биде, а? Ајде, се гледаме. Чао.